Повеќе од половина од младите не работат по струка. Што работат, не знам дали ги прашавте прво што работат ако не по струка, а второ зошто толку често бираат факултети кои што понатаму не прераснуваат во нивна професија. Ова ја ќе го препишам на немањето кариерно насочување во државата или барем кариерното насочување не е системска алатка во нашиот систем. И предпоставувам и затоа и толкав е процентот на такви одговори. Генерално кариерното насочување е процес кој што ни нудат 4 работи: искуство, знаење, вештини и правец како да одбереме вистинска кариера која или професија која што нам ни одговара. И ако го имаме тоа, ќе можеме многу полесно, тоест младите ќе можат многу полесно да го изберат правата професија, да не дојде ред да менуваат како ја што сменив, завршив царина експедиција, па после тоа сватив дека тоа уопште не е за мене. И кариерното насочување ќе ви даде правец барем кон една вештина. Ја ќе го искористам својот личен пример. Мојата прва и мислам дека најглавна вештина која што имаме е англискиот јазик. Сам ја учев, па после тоа ја доусовршував на курс, па потоа завршив средно во Америка. Ама таа една и главна вештина, мислам дека ја затоа што ја сакам многу, ја искачив на едно многу високо ниво и таа вештина веќе ја возам 20 и нешто години, ја користам за да ги научам другите вештини кои што ми се потребни за да може да работам во развојниот сектор. Мислам дека кариерното насочување, ако е дел од системот, можат на сите следни генерации да им дадат правец како да изберат соодветна професија, која професија ќе биде соодветна за нив, да им даде информации што работи таа професија, колку е просперитетна во следните 5-10 години, колку ќе заработува, затоа што и тоа е многу важно за младите, но исто така ќе им даде и правец, ќе им даде основа за средно и универзитет. Многу од младите кои што завршуваат и факултет денеска чувствуваат дека можеби добро треба да сменам кариера. Мене ми се случи тоа, така да апсолутно не е никаков проблем и сметам дека треба да се менува. Ако моментално не се чувствувам окей во ред во одредена професија, ќе сменам. Но за да го направам тоа, морам да направам апскил, некаков рискил, обука која што ќе ме направи доволно добар за да можам да сменам професија. Мислам дека да се активираш. Не мислам дека има нешто лошо во тоа што си го студирал едно, а работиш друго. Јас воопшто не мислам дека има нешто лошо. Да, порано такви беа очекувањата, во смисла ете заврши факултет, па сега треба да продолжиш. Не, едноставно ја решив. Се водиме по некои стари нормативи и параметри на што е тоа што треба да го учиш, па после тоа дека треба да го работиш, ама работи по струка. Да. И искрено мислам дека тоа веќе и не постои, особено ако се зема предвид што учиме на факултетите. Јас бев среќна да учам на е-бизнис на економски факултет и сепак мојот смер беше малку по напред со времето. И професорите ми беа доста модерни, поздрав до нив и така натаму, па малце го добив тоа, ама додека студирав да напреден курикулумот, ти ако си почнала да го работиш тоа, сега да стигнеш, реално тоа образование апсолутно, да. И се ќе биде сменато.